Благодарам, подпредседателе. Денеска расправаме, односно требаше да расправаме, да има дебата во однос на предлогот за избор на член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, каде што за член на Совет на јавни обвинители се предлага Светлана Жупановска, дипломиран правник. Како што кажав, нема дебата, повторно молк од мнозинството, кое што се претвори едноставно во гласачка машинерија, кое што дига рака, односно дава зелено светло за сите предлози кои што доаѓаат од Бихачка и од Голема Речица, и при тоа не дава можност да се расправи, да се разгледуваат кандидатите. Како што кажав, се избира член на Советот за јавни обвинители, инаку согласно на Советот на јавни обвинители, согласно законот, Советот на јавни обвинители представува самостоен орган кој што ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители во извршувањето на нивната функција. Советот има голем број на надлежности, меѓу кои да дава мислење на владата за избор на јавен обвинител на Република Македонија, утврдува дисциплинска одговорност, избира и разрешува јавни обвинители, одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на функција јавен обвинител, ја следи работата на јавните обвинители, дава извештаи за работата на обвинителствата и така натаму, што со еден збор многу важен орган кој што навистина зазема централно место во правосудниот систем на државата. Но денеска, како и досега, кога се работи за избор на членови високи функционери на правосудниот систем во Република Македонија, повторно се случува анархија во собранието, продолжува да се крши деловникот и законите, овој пат повторно во насока на целосна партизација на обвинителството. Со денешниот начин на предлагање избор на Светлана Жупановска за член на Советот на јавни обвинители, власта повторно прави упад во Советот на јавни обвинители, затоа што предложената кандидатка е класичен СДСМовски кадар, кој што е далеку од истакнат правник, односно личност која што воопшто не е истакнат правник, не е ниту доктор на науки, не е препознатлива ниту во својата професија, ниту пак истакната со многобројни трудови и соодветна пракса од областа позади себе. И навистина не е јасно, особено по најновите случувања и скандалите, кои што го тресат судскиот совет, каде што пред известно време на ист начин беше избран и изгласан судија на Уставен суд, повторно преку дискриминација на другите кандидати и кршење на деловникот за работа, па и законите, повторно се прави истата грешка. Само да ме подсетам за состојбите во судскиот совет, и сами знаете дека амбасадорот на Холандија изрази силно негодување во однос на состојбите во судскиот совет и истиот го нарече нелегитимен. Што очекувате по ваквиот избор на Светлана Жупановска да изјават нашите пријатели од Европската заедница? Повторно ли да го прогласат Советот за јавни обвинители за нелегитимен? Јас сум убеден дека и Советот на јавни обвинители со избор на вакви кадри ќе доживее истата судбина како и судскиот совет. Но исто така сум убеден дека и председателката на Комисијата за прашање од избор и именувања е еден од главните и најголемите виновници за падот на довербата во правосудството, затоа што оваа комисија исто така станува нелегитимна комисија и фабрика за инсталација на партиски кадри на СДСМ и ДУИ во правосудството. За 6 години успеавте целосно да го разурнете правосудниот систем, да ги разурнете судовите и обвинителството преку ваши инсталации. Започнавте со нелегитимното СЈ, во кое инсталиравте платеници кои треба да направат штета на тогашната власт и да служат како маша за тогашните уставни измени. Каде се сега обвинителите на СЈ? Катица Јанева бие во затвор, а останатите се молат да остане оваа власт за да се спасат од одговорност. Продолжувате и понатаму со скандалозен избор, како оној на уставни судии по партиска линија, каде што поставивте за председател на Уставен суд директен извршител на Зоран Заев, джелат на правдата во лицето на Кацарска, личност која им судеше политички на уставобранителите и ги прогласи за терористи во сопствената тковина.
Го рушите и обвинителството денеска за организиран криминал, во кој постапките на Катица Јанева ја уништивте и Вилма Рускоска само за да инсталирате човек близок на Дуи и Али Ахмети со потекло од Зајас, кој, замислете, изјави дека воопшто не го познава председателот на Дуи. Денеска на менито на власта дојде и партизација на Советот на јавни обвинители. Имено, овде во собранието денеска повторно, вие пратениците од мнозинството на ова парламентарно мнозинство по наредба и притисок на владата, спротивно на сите процедури и деловникот за работа на собранието, во скратена процедура и на брзина, сакате да изберете член на Советот на јавни обвинители, без притоа да дозволите широка дебата и по останатите кандидати за членови на овој Совет. Ова е класична дискриминација. Почитувана македонска јавност, за мафијата на власт веќе одамна не се важни ниту транспарентноста, ниту процедурите, ниту деловникот, туку само партиските агенди и наредби. Денеска пред нас, пратениците, освен скромна биографија на кандидатката за член на Советот, нема ниту записник на комисијата, нема ниту извештај за работа, нема ниту издвоени мислења, ниту известител, што е целосно спротивно на член 128 од деловникот. Очигледно дека ви гори под нозе и навистина многу ви се брза. Знаете дека одите во опозиција и мислите дека со инсталирање на партиски кадри послушници ќе бидете спасени од одговорност. Ова јасно покажува дека во власта владе голема паника, хаос и безидејност. Наместо професионалност, стручност и способност, власта преку вас, пратениците од мнозинството, по кој знае кој пат, како главен и единствен критериум во Советот на јавни обвинители, се одлучи за кандидат кој е партизиран, нестручен, непрофесионален и неспособен. Наместо стручност, професионалност и способност ги бирате токму другите квалитети. Токму затоа недовербата на граѓаните кон правосудството е огромни, 97%. Јас не познавам друга држава, ниту во Европа, па ниту во Африка, во која што имаме олкава недоверба во правосудството. И вие, наместо да го подобрите мислењето, да работиме сите заедно, да ја вратиме довербата во системот, вие продолжувате и понатаму да го рушите правосудниот систем. Најновите истражувања покажуваат дека дури една половина од јавните обвинители немаат доверба во Советот на јавни обвинители и дека Советот работи согласно законските надлежности. Кажете ми како со денешниот избор на Светлана Жупановска вие придонесувате да се зголеми довербата. Значи, обвинителите ви кажуваат дека Советот за јавни обвинители е во колапс и дека е само испостава на власт. Вие со изборот на Светлана Жупановска повторно го скандализирате Советот на јавни обвинители, кој според обвинителката Ленче Ристовска е извор на тргување со влијание, кој врши клиентелистичко влијание со избор на обвинители. Јас знам зошто вие молчите, но не ми е јасно колку се платени и дали се уценети пратениците на Левица, па не учествуваат во расправата за избор на кандидатот кој што денеска треба да се назначи за член на Советот на јавни обвинители. Прашувам дали Левица и Апасиев молчат затоа што кандидатката е поранешна вработена, односно колешка на Апасиев од СЈАО со исплатени огромни хонорари. Тука е списокот, 30.000 евра награда за почитуваната кандидатка за Совет за јавни обвинители. И покрај тоа што мислите дека народот не гледа, веќе на сите им е јасно кој одработува за власта. Јасно е дека ова се последните обиди да се партизира Советот на јавни обвинители со кадар од неуставното СЈАО. На сите им е јасно зошто го правите ова и зошто се уште инсталирате кадри од таа вештачка креација. Но едно да ви порачам, не поминува повеќе. Ќе има избори, ќе има нова влада предводена од ВМРО ДПМН, а сите овие инсталации ќе завршат како Катица Јанева со чулавка на главата и со лисици на рацете. Тоа што сакате да ја поставите Светлана Жупановска, која е човек која претходно работела во институција полна со скандали, криминал и корупција, да биде човек кој ќе треба да избира, разрешува или распоредува јавни обвинители, ќе биде санкционирано веднаш по промената на власт. Почитувани, во Македонија одамна веќе нема владење на правото и правната држава. И единствен виновник за ова е токму власта на ДУИ и СДСМ. Но доаѓа времето кога ќе ја вратиме државата на правиот пат и сите ќе бидат еднакви пред законите и ќе одговараат за своите дела. Благодарам. Има збор Олга Лозановска.